Ние сакаме преку примерот на Омер ради Аллаху анху да им покажеме на луѓето и на идните вршители на должности што значи правда во ислам. Не дека беше Омер и замина, дека денеска не може. Може, валлахи може. Може да има правда. И Македонија, и Охтис може да биде Швајцарија, може да биде Дипелсо, и Сан Маргарета, и Тургау, и Романско. Може, валлахи може. Зошто да не може? Зошто можеш горе да бидеш чесен, работлив, искрен, овдека не можеш. А исти човек си. Значи, тамо постои закон. Тамо почитуваш закон, овдека не почитуваш закон. Овдека ако грешиш, телефон, пријател, она и така. Значи, ние сме криви. Омер ради Аллаху анху, ќе ви кажем еден пример кој до сега јас не го знаев, иако секојдневно читаме, истражуваме, слушаме и така натаму. Кој прв во историја на човештво направил попис и кој прв на сите домаќинства им ставил бројки на куќи. Гледате денеска? Улица та и та, бројка та и та. Зошто? Омер ради Аллаху анху пред 15 века тоа го направил. Зошто го направил? Видите зошто го направил? Да се гордееме со такви луѓе и да го молиме Аллах да ни пушти такви луѓе кои ќе не водат. Бидејќи некој пат какви што сме ние, такви Аллах ќе ни пушти. Ама ако ние се поправиме, Аллах ќе ни ја поправи наша состојба. Една вечер Омер ради Аллаху анху излегол во улици во Медина. Омер бил владар на муслимани, не градоначалник, владар, лидер, врховен лидер на сите муслимани на цел свет. Седиште му било во Медина. Излегол навечер после јација да види да нема некој проблем. Тој не спиел како сега наши градоначалници председатели. Тој не спиел, туку тој гледал да нема некој мака. Ова е разлика меѓу муслимански лидер, исламски, не оној партиски. И доаѓа Омер ради Аллаху анху до една куќа и слуша плач детски. Плаче дете силно. И на неговиот придружник моли стави знак на куќата, утре да знаеме зошто во оваа куќа има плач на бебе. Зошто плаче, не се стопира дете? Мајка го стопира, го мами, го прави. Детево пишти. Вика стави на куќата знак, што само нема усветлување. Збориме за 15 пред 1500 година. Од кога почнала струја? Нема 100 неколку години. Стави знак на куќата утре, кој се раздени после саба да дојдеме во куќава да видиме зошто плаче бебе. И утре дента Омер ради Аллаху анху оди во куќата. Излегува една жена вика: "Селам алейкум, алейкум салам. Јас дојдов да се распрашам зошто сношти дето плачеше многу време и не можевте да го стопрете. Што е маката? Што е проблем?" Вика владарот на верниците, значи Омер, одредил додека мајка, слушај добро сега, додека мајка го дои бебе, нема помош од држава. Нема детски додаток, што викаме ние. Кога ќе го одвои мајка, значи ќе го одвои од доење, тогаш од држава му се дава детски додаток. Па јас вика, немам доволно млеко. Сакам да го одвојам пред време за Омер да му даде детски додаток. Значи, не му е време за одвојување, одделување, од доење, туку мајката го прави насилно да го одвои, за да Омер и даде од држава детски додаток. И Омер стави раце на глава и почне да плаче. Рече: "Ја Омер кем кателте ми неулади муслимин." О, Омере, колку деца муслимански се убил. Зарем дете да плаче што не му се дало од државна каса? И тогаш нареди секој новороденче како ќе се роди, од државна каса да има додаток, детски додаток, кој ќе биде за помош, за издржување, за хранење, за облека и така натаму. И тогаш нареди на секоја куќа, на секое домаќинство да му се стави бројка, да кога ќе има некоја фамилија проблем, да знаеме која е таа фамилија, која е потребна помош, која е потребна поддршка, која има неволја и така натаму. Ово е бил Омер. Човек кој не спиел водејќи гајле. Вели Омер ради Аллаху анху: "Ако мазга, скрши нога во Ирак, се плашам Аллах ќе ме повика на одговорност на судниот ден." Омере, зошто патиштата не ги поплочи? Зошто патиштата не ги поплочи? Мазга да скрши, камо ли човек?
Ти погледа денеска ние во каков систем живееме. Затоа ние зборуваме за Омер. Омер е неповторлив. Меѓутоа, што значи исламска правда? Доаѓа делегат од Азербејџан. Знаете каде е Азербејџан? Каде е Медина? Далече на Аллаху алем, не знам се точно, географија, може и 4000 километри. Доаѓа делегат навечер после јација и вели вака: ај да не одам да го разбудам владарот на верниците Поглаваров, ќе одам во џамија ќе одморам, па сабајле ќе го сретнам на Омер. Оди во џамија, кога гледав натре во џамија човек: о Аллах, чувај ми го умметов. Аллах, помогни ми секој да го добие неговото право што му припаѓа. И кога се доближува до него, гледа Омер. Замисли, тој претходно не сакаше да оди дома кај Омер да го разбуди, веќе после јација човек треба да спие. А Омер во џамија се моли и води гајле за умметов. О Аллах, нема да направиш некој да има доказ против мене на судни ден, не му го дадов неговиот хак. Аллах, покажи ми кај има потреба да помогнам. И човек вика: Омер, ти си Омер? Да. Рече: аз кај тебе дојдов. Бојдум, рече. Рече: ти носам зекат од Азербејџан. И ти донесам една поклон голем за тебе, специјален. Рече: што има внатре во поклонот? Рече: има посебни сладки кои се прават во Азербејџан и кои гледат само богаташи. Па рече: ова е нешто специјален, специјалитет на благо, ти го донесам за тебе. И видиш што ми Омер, видиш што е владар, ми зборме за владар. Немој да гледаш индивидуален интерес. Немој да се продаваш за 20 евра да страда цело село. Немој, валлахи, ќе одговараме пред Аллах џелле џелалуху. Гледајте иднина, гледајте добробит на цела заедница, не на еден, на двајца. И вели Омер, вели на човекот, тој делегат од Азербејџан, вели: дали вакви сладки си донесол за сите сиромашни во Медина? Не, рече, овие не може да ги јаде секој. Ова ги јаде само владар, само големец. Рече: излези надвор да ги поделиш на сиромашни муслимани. Омер му забранил на својот стомак да касне нешто ако не го има другите муслимани. Ова е владар. Зошто вели пејгамбер алейхи селату веселам, иако хадис е слаб, има слабост во него, вели вака: јомун мин имамил адил, еден ден на праведен владар, хајрун мин ибадети ситине сене. Еден ден на праведен владар, градоначалник, преседател, што да речам, еден ден на таков човек е повредно од 60 години ибадет да правиш ти. Што значи праведен човек кој има во држава? Кога секој ќе го земе својот дел, кога луѓето, тој заслужува да биде бурум тој не партиска книжка, не обоеност, не јазик, не раса, туку заслуга. И затоа ли пегам селем: и да вусидел емру ила гајри ахлихи фентедиру саа. Кога функциите, кога обврските им се дадат на луѓе кои не се заслужни, знаете дека тука веќе кијамете. А кијаметот ние го носиме. Зошто? Зошто не сме свесни. Во сура Јасин 65 ајет ти вели Аллах: ел јауме нахтиму аля фахим. Денеска ќе ги запечатиме вашите усти. Кога? На судниот ден. Денеска ќе ги запечатиме вашите усти. Ва тукеллимуна ејдихим. И вашите раце ќе ни зборуват. Ва тешхеду арџулухум. И вашите нозе ќе сведочат за она што сте го правеле. Што ќе сведиче ракава? Се што допрела. Зошто го заокружила тој број? Зошто и ветил на штета на некој друг? Валлај ќе одговараш. Значи, ако устава ќе биде запечатена, нема да ти дозволи да се правдаш. Ама не знаеш, како не знаеш, кој денеска има човек што не знае? Ќе одговараш. Затоа, кога сме во овој период, човек нека се запраша себе си, одговор пред Аллах, не пред луѓе. Пред Аллах, ти кога нешто правиш во живот, поддржуваш некого или што било, застани пред Аллах, дали си спремен да му дадеш одговор на Аллах и да го оправдаш своето дело или недело. Имајте го тоа предвид, а ако ние сме искрени и ако сме ние чисти, Аллах азва џеле ќе ни даде човек кој ние заслужуваме да не води. Затоа, преку Омер, кога зборуваме за правдата на Омер, ево само кратко, 2 минута, не искам многу да дожам.
Бележи имам Малик во негова книга Мувета од Абдуллах ибн Динар. Омер радијаллаху анху помина на вечер ноќе во Медина. Ноќе во Медина. Слушна жена каде вели тетавале лейлу wasfaddat jawanibuhu, ноќта е долга. Јас сум сама жена, нема маж со мене, да не се плашам од Аллах ќе се затресеш сега креватот. Што сека да каже блуд. И Омер утре дента праша луѓе, зошто таа жена така навечер си пеит? Па рече мажот ти е во аскер, во војна. Доста време не е дојден, жената си има потреба. И Омер оттека и неговата черка Хафса. И рече, о Хафса, колку жена може да издржи без маж? Рече, од 4 до 6 месеци. Од 4 до 6 месеци. Еден месец одење, еден месец врашање и 4 месеци. Од 4 до 6 месеци. И Омер напиша писмо до сите владари, до сите управители, до сите покрајни на исламска држава. Не смее војник да отсуствува од дома повеќе од 4-6 месеци. Ваква правда, бе, кога имаше, Аллах азza wa jalla не направи да чукаме до Виена, и до Кина, и до граници на Франција, и до Андалузија, бидејќи бевме вистински муслимани. Го молиме Аллах азza wa jalla, Аллах азza wa jalla да даде она што е добро за умметот, Аллах азza wa jalla да ги острани лошотилаците, негативностите, омразата меѓу луѓето, Аллах азza wa jalla да ги обедини на хак и на вистина. Пејгамбер алейхиссалам правил дова: Аллахума аринал хакка хакка варзукна иттибаъаху. Аллах покажи ни ја вистината како вистина да ја следиме, заблудата како заблуда да ја избегнуваме. Аллах ведени во џеннет. Aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu huwal ghafurur rahim.